Многуте примери кои секојдневно ги среќаваме во црната хроника, а ја згрозуваат јавноста. Кажи ми како да се спречат овие луѓе? Ѓорги, како да се сопрат овие сексуални предатори кои напаѓаат и деца? Разговараме со првиот човек на првата детска амбасада, меѓаш господинот Драги Змјанац. Господин Змјанац, добар ден, добродојавте во вестите на Канал 5 и веднаш кажете ми што предлагате, како да се сопрат овие предатори покрај сите мерки, нели, и оние повисоки казни што им се закануваат? За честени случувања насилување и сексуална злоупотреба, значи едно, зголемена потреба за мобилност, не само на родителите, и на децата, и на институциите, и на граѓанскиот сектор, и на медиумите. Зголемена мобилност за превенција. Во светот 250 милиони девојчиња и 75 милиони момчиња годишно се жртви на сексуална злоупотреба, насилување на овие сексуални предатори. Тоа значи не само едукација, туку и поголемо внимание во какво окружување се движат младите и децата, а кому ги оставаме децата на чување, кому тинеџерите со кого се движат, со какви социопатолошки типови, едноставно треба да се препознае нивните намери од десување, треба да се бидат внимателни, треба да бидат безбедни и на сигурна оддалеченост. Ние секогаш апелираме децата да не влегуваат во автомобил, да не примаат подароци, едноставно да избегнуваат ризично однесување на овие сексуални предатори, а веќе ако има неизбежност да врискаат, да удираат по незгодни делови на телото на лицето кое ги напаѓа, едноставно да бараат помош. Во овој случај секако е доволнителен аларм дека мора и медиумите и граѓанскиот сектор и родителите се мобилизираат, затоа што многу често се повторува и дека не се доволни казните. Превенцијата е одговор за најдобар одговор за било каква репресија, а веќе ако се стори ова најтешко кривично дело, кој остава долги трауми на детето, секогаш сме поборници на доживотна казна затвор или за рецидивистите медикаментна терапија за да го контролираат нагонот и либидото. Имате ли само сознание дали се зголемија казните за педофилите и како тоа влијае врз бројот на предмет на вакви случаи? Ние минатата година на наше силно залагање од наши 3 мерки беа 2 земени предвид. Се зголемија казните двојно, значи минимална казна е сега 12 години. Се воведе и можност за доживотна казна затвор за рецидивистите и медикаментна терапија за оние кои сакаат доброволно да ја примат, а да му се намали казната затвор, се со цел да го контролираат нагоно и либидото. Сега сме преговори повторно да се воведат така наречените електронски алки, бидејќи сметаме дека педофилите кои во 70% од светски статистики го повторуваат делото, мора да носат електронски алки за да бидат под присмотра на органите на прогон. Благодарам многу господин Змјанац што бевте дел од вестите на Канал 5. Ѓорги, повели. Елена, со тебе се селам и на друга тема. Ти денеска беше пред јавното обвинителство, каде што лидерот на